покрај тоа што светот е неверојатно технолошки развиен, а човекот стапна дури на месечината, сепак постои народ кој живее во куќа без прозорци. Постои свет кој за топла постела и мирис на вистински доми не знае. Постојат деца кои се уште вкусна храна не пробале, па секој ден се принудени да јадат попара од топла вода, леп и шеќер. А најстрашно е со тие деца, со тоа семејство. Го делиме истото небо, истото сонце. Со тие невини луѓе го дишиме истиот воздух. Тоа е семејството на Добре Лазаровски од целото градиште Куманово. Добре има 58 години, а брчки и стресови за плюс 100 повеќе. Ова семејство живее во една руинирана соба во која нема ниту прозорец, ниту место каде да се завртиш, а сепак принудени се тука и да функционираат и да спијат. Многу години живееле без струја, а се уште и без вода. Вода за пиење обезбедуваат од бунарот кој е неколку километри оддалечен од куќата, а за бањање и перење од водата дождовница која собираат во буре кога ќе заврне. Децата трпат глад на училиште, а уште поголема мизерија во куќата што е нивни дом. Често велот и повраќаат кога се враќаат дома од тоа што родителите немаат да им дадат сендвич или пари да си купат нешто. Но сепак, скромни, мирни и со надеж замислуваат по убав живот и имаат визија дека и тие некогаш ќе бидат како другите. За некого животот е мајка, за некого маќа. Токму тежината на животот, каде што најмногу патат децата, денес ќе го видиме во семејството на Добре. Денес не пречекува една млада госпогица. Ангела, здраво! Здраво. Јас сум тетка Оливера од Срце на дланка. Ти многу добро ја знаеш нашата емисија, бидејќи ти го пријави твоето семејство. Зошто го пријави твоето семејство? Гледам дека вие помагате на другите луѓе, па реков и на нас да помогнете. Тешко живееме. Како живеете? Што ви се случува во семејството? Тешко сиромашни сме, немаме пари, немаме да јадеме. Дали може да не одведеш кај твојот татко да ни кажете како живеете? Ова ти се твоите братчиња? Да. И сестрички? Ова ли ви е куќата? Да. Добар ден. Добар ден. Вашата кирка ве пријави во емисијата Срце на дланка. Јас сум Оливера. Јас сум Добре. Ни кажа Ангела дека многу тешко живеете. Што правите во овој момент? Ево, овај вода чекамо да заврне, па ево сега да оноду жената да пере. Од ова вода се бањаме. А зошто? Немате ли вода? Немаме вода. Немаме. Како? Па немаме, ето, овој што заврне, чекамо од Господа да даде, да напуниме овие буриња и од овај вода сак припријам тој да се бањамо, да пере жената, децата да ги спремамо за школо. Од оваа вода и готвите, Да. од оваа вода и Да. пиете? Па некад кад нема и од овај. Да. Имате тежок живот, гледам и куќата е во лоша состојба. Да. Ке може ли за момент да го ставите тоа и да ни ја раскажете вашата приказна? Нема проблема, ќе раскажем. Од кога живеете во оваа куќа? Ја од детинство живеам. Од детинство. Тука сте роден. Да, тука сум роден и тука живеам. Со дечињата. Колку соби има? Па има тој две соби. Една соба оној користимо како што спиемо, една ствари што чувамо. Овде спиемо во ова соба. Овде спиете сите? Да, сите спиемо во ова соба. Добре сиот живот го минува во родната куќа која е негово огниште. По смртта на родителите создава семејство, но никогаш нема да се снајде за да направи ништо повеќе од тоа што му оставил татко му. Една соба, 3 стари кревети на кои спијат 7 души, минимален приход и непостојана работа е реалната судбина на ова семејство кој очигледно е дека е едно од најзагрозените во земјава. Јас сам роден овде 2.8.1965 година у Градиште. Туј сам роден, туј сам се ишколувал, туј сам учил школо. Имам родители, мајка и татко сум имал, сега се починати. Имам една сестра, она е тамо во селото одадена, карши мене. Тие 2 деца смо ние. Ја и сестра ми. И тука остануваш? Да, сестра ми се одаде, јас и тука останав во ова куќа и после ожени се, даде ни Господ овие дечиња.
И така. Среќен си тука, го сакаш ова поднебје, Да, селото. да. Па иако нормално. немаш убави услови. Немам добри услови, мене ме мерак, ја туј сам се огниште мое, туј сам се родил и Јас сум од Свети Никола. Таму во Свети Николе, каков живот имаше како девојче? Па, ние сме две брат и сестра, татко ми е жив и още мајка ми е умрета сега. Добро, како дете, добро. Мајка ми е и она од епилепсија, болна беше. Велиш првите години немавте деца, потоа удеднаш? да, 10 години немамо деца. После ни даде Господ. Родини се прво Ивана, после Ангела и овие, после Јован и Велика и Јована исто. Сега имате 5 деца 5 деца, да. и велите тоа е богатството. Да, тоа е богатство. Тоа е богатството. Децата е богатство. И пара е богатство, али и децата. Али без пари па не може човек, нема живот. Нема без пара куде ќе појде човек ако немаш пари у джеб, не можеш ништо ни да купиш, ни да отидеш негде. Условите Па, тука и тука- не се баш добри. Не се баш сиромаштија. Настанаа деца, свекарот, свекаровата умрала. Тој деца како деца, едно па и друго, па трето. Кој го пријави вашето семејство? Јас, Зошто? за да ни помогнете. А што е вашиот проблем? Зашто сме сиромасни. Како дозна за нас? Ни кажа една комшија, жена долу. Има и таа ни даде алишта некој и ни кажа И ти што рече тогаш? да пријавам. Бидејќи сакаш да се спасеш и себе си и семејството од сиромаштија. Што значи да си сиромашен, Ангела? Дека немаме да јадеме, немаме да пишуваме, немаме облека. Работеше, меѓутоа не успеа да ја приправиш оваа куќа? Па не. Нема се пари, нема се услови. И колку да преживу за работу некој динар. Ево се колку за децата да па ето да и донесу храна да на децата, кад има јадемо, кад не легнемо си такој. Се што да прави, јутре па истото. Работу по некоја дневница, тако откачи, закачи некој дан, те колку за лебац да и донесу. Тоа што зијам тие некои за Јована тие пари, за треќо дете, тие пари са. И нешто што откачи, закачи негде по работу, некоја дневница и денес ка ги зему, вечер одмот иде у храна. А кога нема, што им велиш? Па што ќе велу, мене ме грее, ја одма срце, такој жалосно е како да не му дадеш. И чувал сам го овамо да не... Жал ме. Жал ме како. Кој родител неќе да му даде на своје дете? Али кад имам давам, кад немам што да и дам. Ја, например, може и леп само да едом, оно неќе само леп. Сака с леп, па те гледа нешто с леп да земе, па и гледа једе други деца и оно сака да е. Те чоколада, те сок, те... Puno putevi u školu kako dođat bez jedinje idat. Doјдат od 12 sat, doma si jadat, nemaš da ponesat na školu, svi nosat. Svaki put nemaš da, nekad ima, nekad nema. Kad kako. Kad imat nosat, kad nema. Кога ја спомнавте храната и децата, ви се насолзија очите? Најтешко ви е што може би негде и ќе легнете, ќе фатите некој агол, но мака ви е што ги праќате децата гладни и ги пречекувате. To je najteško. Nema kako da legnu, se stiskam. Tamo 2, ovdeka 3, tamo 3 spijem, stiskam se. Што ти бараат децата од храна? Sve.
Конкретно денес, што ќе им подготвите? 7 души сте, 5 деца. Јас се чудам за ден, сваки ден мислам што они што за нас. Те маргарин на рибанка некад. Тоа ручат. Месо овој леп, Мислите леп? месо на дрва. Електрично немам, фриждер не работи, телевизор немам, ништо. Не ви работи нито телевизор? Ништо, па сега дека не, овие се стари. Оние на онаков немам да си купим, интернет немам, ништо. И тако е. Би се случило ли да заплачете пред децата? Сваки пат. Сваки ден. Дојде и некад си големи се скараме, се за јадење. Дојде увек мамуша прво тој те прашува. А не те веруе дали имаш, дали немаш. А кога ќе дојдете дома, што те подготвува мама? Некад купиме компири, дробим и јадем. Па лепче и шеќер. Лепче и шекерче. Да. Како ви го прави тоа мама? Па дроби лепче, вруќа вода и шеќер. Ви прави попара? Да. Највише те големите како пушене нешто, месо и се јаде. Некад отидем у Куманова, тато сендвич ми купи, тато кокошка печена и се јаде. Стока не чуваме ништо, свиње не чуваме ништо. Тендвит. Сендвич сакаш? Има ли мама секогаш потребно за да ти направи сендвич? А би бил најсреќен кога би јадел сендвич? Како одите на училиште? Дали носите храна? Дали таму Не. Јас не носам и брат ми. Немаме ни продавница таму ништо. И па како седите гладни неколку сати? Па така издржаме. Издржувате цел ден гладни? Да. Бе прашале ли зошто не јадете вие? Да. Што им одговарате? Дека немаме храна. Секој ден е тоа така? Секој Да. ден одите гладни? А кога ќе дојдете дома? Некогаш јадеме, некогаш не. Зошто некогаш јадете, некогаш не? Немаме храна. Повторно немате ниту дома храна. Да. Како тогаш пишувате домашна? Дали сте способни да пишувате домашна гладни? Некогаш ќе напишеме, некогаш не. Но вие сте одлични ученици. Да. Јаделе ли суфлет некогаш? Увек. Некад навечер те лепи вода и шекер, како попар. Некој ќе јаде, некој не ќе јаде. Не те веруј дека нема. Или леп еве пуно пати леп на рибанка, па зетин и шекер. Сок некад кад ќе нема, увек без сок навечер мали деца на цуцла. Сок нема, па вода и шекер да. Увек, сваки вечер. Сок нема откаде. Вода и шекер. Последен пат кога сте јаделе пица, сендвич? Пица никогаш не сме пробали. Никогаш немате пробано пица? Да. Не знаете како изгледа вкусот на пицата? Да. А сте виделе? Да. Каде? Па некогаш кога други деца носат. Тешко ми е, како не, на кој родител не му е тешко, например, гледам ги децата, стражи, а ја немам, нервози само. Тоа е. Абе, ево, ја ќе отиду негде ќе работу, ќе ми даде, например, ја ќе јадам, ама треба и дома да јадем децата, не е само за мене да јаду. Па некој кад ќе ми сам да ми рече, например, носи на деца, и ја така си га земам, знаеш, донесу. Иначе, на кој срам ме мене, директно да речу дај ми за децата,
Сиромаштијата ова семејство ќе го принуди секојдневно да мечтае. Неколку години живееле на ламба, а без вода живеат цијот живот. Сепак, овој човек живее за среќата на своите деца, посакува да ги исшколува и да ги изведе на вистински пат, а ако даде Господ, вели тој, некогаш можеби и тој ќе има среќа да направи куќа, како и сите останати. Куќата е више у распадање. У распадање. Само оваа соба е и тука спиете 7 души. Да. Свите тој спијамо. Тој свите. Како се организирате? Нема ниту соодветен прозорец. И по тоа е се што да правиме. Па во една соба пишуваме домашно, спиеме и се друго. Кога би те рекле другарчињата да дојдат кај тебе дома, што би им рекла ти? Би им рекла да не доаѓаат, Зошто, Злата? затоа што немаме услови. Сте живеели без струја, немате ниту вода. Нема. Зошто немате вода? И па нема суша, бунар имаше 10 метра, 12 копане. Кад е врнежлива годината има вода, кад нема секне нема. Па донасамо и од други бунари куде има вода. Кој има бушено, тој комшија има еден бушено, тој па ми дава напуну со сколичка, донесу си вода. Ја немам пари да избушу, например, ке има вода, ама тоа е многу пари кошта, тоа ја не може да одговору. Но вие се молите да заврне за да соберете во бурињата вода, Да. за да може да се Да избањате. Да. Така се бањате со таа вода? Со таа вода се бањам. Нема каде да се избањаме, тука се стискаме. Вода немаме. Услови немам никакви. Ни купатила, ништо. Фактички ништо. Грејаме вода на лонец, па тој ним ги избањам, татко и таму другата соба. Ви се подсмеваат ли дечињата во училиште? Дека доаѓаме прилови на училиште, така не се доаѓа. Треба да си купиме книги, не да само позајмуваме. Зошто доаѓате прљави на училиште? Немаме вода да се спереме. Сте живееле и неколку години без струја. Да, 2 години без струја, да. После ми прикачија струја. Дојдоа, прикачија ми. Иначе без струја. На ламба смо седеле. Здравието е најважно за секој човек, иако со ваков несреден и сиромашен живот и да сакаш не можеш да живееш без стрес, ке речат и Добри и неговата сопруга Василка. А сол на раната во нивните животи става и здравствената состојба на 6-годишното синче Јован, кој се родило со епилепсија и искривени ноѓиња, и кое често поради таквата состојба е исмевано и на училиште од другарчињата, а за жал родителите немаат финансии да платат ниту превоз до Скопје, а не да го лечат и изложат на операција. Едно од децата со здравствен проблем, ноѓињата не му се во Да, ред. има. Така се родили? Така е родено детето. Да. Така е родено, да. Дали со оперативен зафат ќе може да му се исправат ноѓињата за да може нормално да оди? Па слушај, докторите кажујев дека могало, а јас се тачно дали може, дали они знае поубаво. Дека вика со операција дека може да му се исправи ногите. Зошто не го однесе до сега? Па но сега ја нешто имам пари, нешто немам пари, како да ga носу, без пари, куде да ga носува тој дете? Сакаш и ти како и сите дечиња да одиш право со ноѓињата, нели? Да бидеш, да можеш да трчаш, да вежбаш на физичко. Да? Дали знаете што е тоа компјутер? Дали во училиште учите Да, на кај компјутер? мене во информатика понекогаш работиме на компјутерот. По информатика. А ти, Злата? Не, немам ништо. Ние во соработка со Борче од Донирај компјутер, еве, ќе ви доделиме еден лаптоп и верувам дека ќе им помагате и на помалите братчиња и сестрички да бидат добри, исто така во училиште кога ќе почнат. Да. Се надевам дека и во иднина ќе има убави работи и ќе бидете уште посрекни. Не, тежок е животот, да. Не треба вако да се живее, али тоа е. Нема се услови други. На што се надеват? Па ето, например, да надејам се деца да израснев, да школо да дам, да израснев, па јутре секој ќе си најде чаре крај ред. Ето ја имам мерак, например, да направам куќа,
да бидно ја домакин, да убава куќа кад ќе дојде некој стварно да оноди. Се замислували ли што сакате да бидете? Што? Јас сакам да бидам полицајка. Ти? Манекенка. Манекенка? Да. Има нешто толку длабоко, силно во луѓето кои животот не ги мазел. Токму тие знаат како боли раната и како е кога немаш никој на своја страна. Сепак научиле дека некогаш мора да дојде мирот и дека тој лош период не може да трае вечно. Знаат дека тежината им била ветер во грб за да преживеат, зашто секоја болка е научена лекција, а секоја научена лекција ја менува личноста на подобро.